Бум, бум, бум. Револуција во етерот. 104,2 е вашата фреквенција. Во циклус емисии за лажни вести кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИМ преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести, ја реализираме емисијата во која свое учество ќе земат родители, педагози и професори. Во студиото на Радио Бум денеска гостинки ни се професорките од средното стручно образование Перо Наков од Куманово, Оливера Николовска Китановска, Александра Георгиевска и Фросина Милошевска. Добре дојде во студиото на Радио Бум, драги дами, ќе ви посакам. Добре дојде. Се надевам дека ќе имаме една исцрпна дебата околу темата лажни вести, која што навистина е глобален проблем во целиот свет во последниот период, бидејќи на многу медиуми се пласираат лажни вести, се објавуваат невистини и се манипулира со луѓето. Како професорки вработени во средно училиште, како е вашата оценка за лажните вести кои што ги читаме, кои што можеме да ги слушнеме и на нашите медиуми во Македонија? Повелете, професорка Николовска Китановска. Навистина се соочуваме со низа лажни вести, со таблоиди жолт печат, кои се обидуваат преку сензационален, скандалозен и шокантен начин да ги привлечат читателите, наспроти објективното и умерено новинарство кое се придржува кон професионалните стандарди. Пред се, значи, тие лажни вести се темелат на невистини, без докази, без аргументи, без вклучени повеќе страни, еднострано, и се со цел да привлечат внимание и да заинтересират. Дури самите наслови се шокантни, кога ќе видиме во самиот наслов сензационално известување или повредуваат нечија личност, но веднаш се познава лагата, бидејќи на тамошниот текст не се совпаѓа со насловот и може да се предпостави дека се работи за лажна вест. Од педагошки аспект само ќе ве запрашам, делуваат ли психолошки, значи, и како ќе ве вознемират ли кога ќе прочитате различен наслов на веста, значи кажавме сензационален наслов на веста, а подолу во текстот нема никаква врска со тој наслов. Се вознемирувате ли кога ќе прочитате нешто, има ли револт кај вас? Да, револт, и знаете кој е мојот начин на заштита, да не читам, да се изолирам од читање на такви наслови. Навистина некогаш психички делуваат, несуваат страв, вознемиреност, паника. Се тоа не е пријатно, во секој случај не е пријатно тоа чувство и таа емоција. И подосна кога ќе се прочита на тамошниот текст, се тоа е нешто поинаку, извлечено од контекст, не се совпаѓа воопшто со она што е кажано во насловот, но тогаш веќе доцна, нели? Допрва сте првпат, нели, ќе го прочитате и ќе се вознемирите, потоа останатото не е ни толку важно кога веќе вие сте вознемирени под стрес. Професорка Александра, каков е вашиот став околу пласирање на лажните вести? Бидејќи нели на работилниците од вас можевме да слушнеме дека ги следите и светските вести, она што го пишуваат и на глобално ниво и во Македонија. Каков е вашиот став околу пишување, емитување, објавување на лажни вести? Сметам дека одредени медиуми, портали или било кој облик на пласирање на веста свесно оди на деградација на населението, затоа што не верувам дека ниту еден новинар, ниту новинар практикант не уме и не знае да направи разлика помеѓу тоа што е вест, што е вест сензација, вистинска, и што е лажна вест. Мислам дека свесно одат на деградација на интелектот на народот што живее овде, затоа што пак и ние од друга страна како читатели сме во состава да препознаеме лажна вест, како што кажа колешката. Да, можеби ќе се излажеме на насловот таков каков што е, да не наведе да читам. Меѓутоа кога ќе читаме и кога ќе прочитаме, ќе видиме дека за тоа нешто станува збор од сосема не вистинит агол. Дали е
веста дали е поврзана со политика, со култура, со спорт, со што и да е. Не е битна темата. Битно дека е лажна. Посебно, например, сум била во ситуации да веста која, да кажеме, сум ја прочитала пред ден-два на некој извор, во смисла, не знам, Вашингтон Пост, Нью Йоркер, некој од светските, како што кажавте, медиуми, и после 2 дена ја читам истата таа вест на македонски, дали е во прашање лошиот превод, што е исто така недопустиво, или пак повторно е свесна на одење на деградација и сега јас ќе си прочитам на англиски, ама ќе си напишам што си сакам и како такво ќе го пласирам и тоа ќе биде вест. Значи, тоа е нешто што мислам дека е крајно време медиумите, новинарите, да малку да застан. Значи, не може да се избегне таа сензација. На крајот на краиштата тоа е секаде во светот. Сензацијата се продава. Информацијата се продава. Ама не да одиме во волку големи размери како што е кајна, затоа што ова веќе станува неверојатно колку е присутно тоа лажно известување, затоа што ќе се доведеме во ситуација да ние како граѓани апсолутно немаме доверба во ниту еден медиум. Некој медиум можеби ќе биде најдобронамерно ќе се врши и најпрофесионално ќе се врши својот работа. Меѓутоа веќе механизмите ни се потрошени, некогаш имам други обврски во текот на денот и не можам една иста вест да ја проверувам од 5 разни извори па да најдам некоја средина и да кажам ова е веста или ова е информацијата која јас за себе ќе се земам како веродостојна. Едноставно имаме други обврски. Ќе дојдеме во ситуација да апсолутно на ниту еден медиум не веруваме. Без разлика дали е портал, дали се вести, дали е, не знам. Професорка Милошевска, интелектуалниот дел од населението може да ги препознаат лажните вести. Што со оние што се со пониско образование или што или со учениците? Да, или со учениците кои што се и најранливиот дел. Так, најранливата категорија со која што може се уште да се манипулира. Токму така. Значи секојдневно сме бомбардирани со лажни вести, со невистини од сите страни, затоа што лажни вести денес шират кој ќе стигне, значи секаде, на секаков може начин. Како што кажавте, тинејџерите, учениците се најранливата категорија и тие најчесто воопшто и не ги проверуваат вестите кои што ги читаат на интернет, а сведоци сме дека интернетот денеска име нешто што им е најдостапно, вестите, информациите кои што ги читаат, тие воопшто не ги проверуваат. Ја читаат нивната содржина, на некои од нив се восхитуваат, на некои се чудо невидени, меѓутоа факт е дека тие не ги проверуваат и не знаат на кој начин да ги проверат, да ја проверат вистинитоста на она што го читаат. Секако дека лажните вести и дезинформациите што ги читаат делуваат психолошки, пред се затоа што мислам дека недоволно внимание им се посветува на таа медиумска писменост, како во училиштата, така и во секојдневниот живот. Затоа сметам дека треба да се едуцираат учениците, да се едуцираат тинеџерите, дека не се што ќе прочитаат е вистина, без разлика дали станува збор за сензационален некој наслов. Тие обично не обрнуваат внимание кога е објавена веста, кој ја објавил таа вест, дали таа вест е застарена, дали е објавена пред 2-3 години. Не обрнуваат внимание на фотографиите кои што ги гледаат на таа вест што е објавена на некој портал на интернет, на Facebook и така натаму. Обично, значи, кога станува збор за тие лажни вести, станува збор за украдени фотографии, преземени од странски интернет портали и така натаму, од филмови и слично. И сметам дека треба да се подигне тоа ниво на едукација за да учениците, тинеџерите знаат да препознаат што е лажна вест, а што е вистинска вест. Да знаат да го проверат изворот, да го проверат медиумот, да го проверат авторот. Значи, обично лажните вести не се подпишани обично од автор. Да проверат дали таа информација или таа вест ја објавил некој друг портал. Доколку се заинтересирани да проверат дали е тоа вистина. Меѓутоа, пак ќе кажам, факт е дека тинеџерите тоа не го прават. Традиционалните медиуми се трудат да имаат барем 2 извори во веста, да ги пласираат објективно и вистинито информациите. Но, за жал, технологијата денеска, интернетот е достапен на сите андроиди, го имаме буквално секаде, телефоните во раце,
и со светлосна брзина, можеме и така слободно да кажеме, се шираат и вестите. Веќе кога ќе се пушти нешто, дали е тоа фотографија, бидејќи фотографија се смета за вест, може да се напише било каков наслов и таа вест да отиде. Како педагошки работници, професори, дали сте имале вие некој пример да ни кажете во училиште на некој ваш ученик да биде мета на лажна вест? Какви се последици имало по објавување на таа вест? Дали тоа било фотографија, дали тоа било вест, бидејќи нели во некои од средните училишта имаше објава и на експлицитни фотографии со средношколците. Како тоа делува? Бараат ли помош од вас? За среќа во нашето училиште не сме имале таков случај, или барем ние не знаеме за тој случај. Така. Секако дека дури има големи импликации таквото нешто на сите ученици, без разлика дали е тоа засегнатиот ученик или ученичка со одредената фотографија, односно веста, или останатите кои се публика на таа вест. Општо земено не им е седно на учениците, се разбира, не е седно, не на нас не е седно како наставници, и нормално во сето тоа во средина ќе дојдат и родителите, кои што нели се некаков си мост помеѓу нас и нив или нив и нас. Бараат помош во смисла како да се справат со целата таа атмосфера. Значи, кажав, дури ако тоа не се случило кај нас, дури ако не знаеме за кого станува збор, тоа е нешто што горе-доле го прават сите. Значи, има размена, тој флуид на информации во облик на фотографии, со сликање, не сите се непристојни. Значи, ученик може да биде изложен на исмејување, не мора да тоа има никаква вулгарна конотација. Едноставно може да биде, не знам, некој се насмеал вака или онака и може да биде, да го подлегнат остатокот на учениците на исмејување. И ако тоа не се стави крај на тоа веднаш, тоа може да премине дури во булинг. Бараат од нас, меѓутоа тоа не оди на јавна врата. Значи, тоа е доколку ученикот има или чувствува некаква одредена близина или слобода да тоа го каже на класниот раководител, евентуално на некој друг предметен наставник, за среќа го споделува. Сакаат ли да соработуваат, например, сега на час, кога ќе им кажете дека можат да се соочат со такви последици по објавување на такви информации или фотографии, ве слушаат ли, ги примаат ли советите од вас? Се разбира, не би дошле кај нас доколку немале намера да не послушаат. Обично е така, за онаа што имаат намера да послушаат, за тоа и дојдат. За онаа што апсолутно немаат намера да послушаат, верувате дека воопшто не се обраќаш и не бараат помош. Меѓутоа, во такви случаи, да. Тогаш ние како наставници сме во ситуација да мора да балансираме и помеѓу чувствата на ученикот и чувствата на родителите и општо земено нашите обврски како наставници во склоп на една институција која е во наш случај средно училиште. Исто така и ние имаме обврски кои мораме да ги исполниме без разлика на нашите лични права. Ама во секој случај, во било која ситуација, првенствено даваме слобода на ученикот самиот да си ги изрази своите права прво, а после ќе зборуваме и за обврските, затоа што обично учениците забораваат дека секое право со себе носи и обврска. Тој момент, како што каже колешката, треба да ги едуцираме, затоа што од тоа право доаѓа и обврската, и со тоа имате еден одговорен граѓанин утре кој секако дека ќе знае и ќе уме да препознае вистинска од лажна вест и секако дека нема да прибегнува кон такви лажни пласирања, макар тоа биле фотографии со цел да наштетат некому или да повредат некој од нивните врстници. Па дури и лица за кои не ги знаат лично. Не до таму се оди. Значи, повторно се навраќаме дека оние лажни вести или брзината на ширењето на вестите пак може имам големо психолошко влијание врз децата. Професорка Георгиевска ни кажа дека тоа може да резултира дури со булинг. Да. И она релација професор, ученик
е многу битна, која што и вие ја потенциравте, дека со разговор, дека со посочување, тоа и може да се реши. Што правиме, например, со учениците кои што ќе се затворат во себе, доколку се мета на една лажна вест, ќе се затворат во себе, не сакаат да контактираат, дури последиците можат да бидат и најлоши. Што правиме со таков тип на ученици, со таков тип на деца? Знаеме дека Ки препознавате ли, например, имаат проблеми, се затвараат во себе, во множество, да кажеме, од ученици. Можете ли да видите дека нешто не е во ред со тој ученик? Така. Може да се препознае, бидејќи тој ученик се повлекува и секогаш наоѓаме начин да му пристапиме, да поразговараме, да допреме до него, може и да ги насочиме да одат во служба, таму има образовани луѓе, во смисла стручни, психолог, педагог, кои што од друга страна пак и може да допрат, бидејќи се доста веќе со искуство, емотивни, внимаваат, нели, знаат како тоа да го направат и вродува со плод. Обично, значи, има механизми во училиштето. Ние наставниците, службата, директорот, тие деца обично се детектираат. Немаме ние во нашето училиште такви некои екстремни случаеви, за среќа. Еднаш јас директно не бев запознаена, рековте нели дека учениците некогаш се подложени на подсмев, на манипулирање со фотографии, значи монтирани фотографии. Таков случај со монтирана фотографија имаше, изгледам, и една ученичка, моја ученичка, но лично јас не се обратив, го слушнав тоа од друга ученичка, но тоа после се реши. Ви кажувам, има начини, класен раководител, наставници, служба, педагошко-психолошка служба, директор. Значи имаме таква клима за соработка и некако досега сме немале екстремен случај. Ученик да се повлече, да се затвори, да има последици врз здравието и сме немале за среќа. Учениците се категорија која што со нив може да се манипулира, кажавме и на стартот на разговорот. Обично ги впиваат оние лоши вести, искривени слики, неточни информации, но ги земат оние, така да кажеме, кои што се провокаторски. Учениците како да сакат, или да кажеме, ајде деца, се уште се тие деца, како да сакат да направат некој свој имагинарен свет, се соживуваат со некои од тие вести, дали нешто што е по за жал, значи во новинарство, што е поцрно, тоа е почитано, тоа е последено. За да дојдат до истакнување, да се истакнат, значи во општеството, подлегнуваат на такви вести, се соживуваат во тие улоги. Има ли такви некакви примери, да им кажеме на нашите слушатели во училиштето, стануваат бунтовни, стануваат некакви, како да кажеме, водачи на некои групи, дека тие можат се да направат, дека тие едноставно ќе прават што сакат, нив никој ништо не може. Па, тие последни зборови се до некаде и дефиниција за тоа што значи да се биде тинеџер. Сите сме го поминале тоа. Значи, тинеџерите се со таква идеја дека навистина никој ништо не може. Дали е тоа оправдано или не, тоа е сосема друга работа, меѓутоа тоа е чувството кое ги води и кажав, на крајот на краиштата сите сме го поминале тоа, не е ништо нити ново, нити пак ќе се смени. Проблемот кај нас е, ние кога сме били тинеџери, немало толку можности да таа наша бунтовност биде прикажана во јавност. Затоа што сите имаме Facebook или не знам Instagram или не знам што, тоа е отвореност кон јавноста. Сакале или не сакале, ние сме отворени кон јавноста со секој профил што го имаме на било која социјална мрежа. И сега бунтовноста, ако порано била, да кажам, комплетно искрена, сега имате бунтовност која може би почнува искрено, меѓутоа можноста тоа да се пласира и да биде јавно станува и малку одглумена. Не малку, него малку повеќе. И сега не е целта да се биде искрен бунтовник, па макар и без причина, него сега е целта да се биде бунтовник затоа што ќе го има на Facebook, ќе го има на Instagram и тоа ќе се шири како пожар по социјалните мрежи.
Имавме таков случај скоро, ако сте забележали, ако прочитавте, имало, јас немам Инстаграм профил, меѓутоа имало некоја група на Инстаграм со ученици кои кршат училишен инвентар. Верувате дека најголем дел од тие ученици апсолутно не влегуваат во категорија нити на бунтовници, нити на, не знам, некои екстремни личности кои го нарушуваат тој училишен ред, да кажем. Најголем дел од нив тоа го направиле само за да бидат дел од таа група и за да бидат на тоа видео. Да не, јас тврдам одговорно, значи да не постојат социјалните мрежи, најголем дел од тие ученици не би се дрзнале да скршат пенкало, а не клупа, прозор или столче или нешто друго. Тоа го прават за да бидат интересни, за да се зборува за нив, колку ако веста што е поцрна, толку е почитана, ова колку поголема глупост или по-страшно нешто направам, толку повеќе сум ин. Се разбира. Ова не важи за сите ученици. Ова за среќа, не само во нашите училишта, него верувам и општо во државата, важи за една многу мала бројка на ученици и сакале или не, тие како и секое малцинство на крајот се претопуваат и стануваат дел од мнозинството, кое секако дека има малку по-други интереси од кршење, не знам, исмејување или се оно што не би требало да се прави. Може би несвесно, ама едноставно не интересот за такво нешто многу брзо стигнува, за среќа. Не може да се пролонгира тоа да трае со месеци и месеци. Секоја вест за 3 дена и гостино за 3 дена и толку приказната завршува. За нас тие 3 дена се пеколни, затоа што мораме да го изменаџираме тоа за да не премине во некои си екстремни ситуации, меѓутоа тоа е па од друга страна секојдневна работа на наставниците, така си оди во линија на должноста. Јас ке ви се заблагодарам што зедовте учество во циклус на емисии за борба против лажни вести и како тие делуваат врз менталното здравје врз младите. Ке ви посакам многу среќа и успех и се тоа што го кажавме и да го реализираме и родителите да и наставниците и родителите имаат поголема соработка, да имаат повеќе време за своите деца. Благодарам на гостопримството. Ви благодарам. Емисијата е поддржана преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии, Институтот за медиуми и различности од Лондон со финансиска помош од Европската унија. Содржините во емисијата се во одговорност на авторот и на Сдруженијето Доверба од Куманово и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската унија. Слушате Радио Бум 104,2.